Во Струмичко почнаа подготовките за пролетниот турнус за раноградинарското производство. Се спремаат нивите за сеидба, се подигаат пластеници. Но по струмичките ниви се помалку млади земјоделци. Еден меѓу ретките и Сашо Гошев од Струмичко Просениково, кој со своето семејство обработува 10 декари ниви. Не е регистриран земјоделец и затоа досега не добил никаква државна помош. Струмица е земјоделски крај, пошто сите избегаат за странство. И сега ретко се веќе земјоделци млади што станат овде да работат. За 3 денари зелка никој не сака да работи. Гледаш што веќе млад, никој не сака да иде да работи овде. Доста избегава по странство и Ти нешто си користил од државата, односно дали државата нешто ти дала тебе? ништо, уопшто ништо. Уште да ти кажем, исторно ми зимат. Што носам робу, откупу ми зимат, ми сопират пари и што? Друго ништо. За Гошев, но и останатите земјоделци, најголем проблем не е работата на нива, туку пласманот и откупните цени. Смета дека со добри и загарантирани цени, добар дел од младите ќе се вратат на нивите и ќе го модернизира земјоделското производство. Се зависи како. Ако е како есента, ќе останува нешто, але ако е като пролето што беше зелката на 3 денари, ќе нема начин за основни работи си купме за храна, за те работи, не за да ставаш нешто, да купаш нешто, да обноваш капитал тие работи, ништо. Па треба моментално, значи да има добра цена производството, за да имат младите земјоделци да имат мерак да работат. Ако немат цена, нема ни да работат. Министерството за земјоделство за оваа година ја зголеми поддршката за млад земјоделец до 40 години од 10 на 20.000 евра. Јавниот повик беше на почетокот на годинава, а услов за користење на финансиските средства за поттикнување на земјоделското производство е корисниците да бидат запишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства.